Легендарниот актер Джин Хикман почина на 95 годишна возраст во својата вила во Санта Фе, Ново Мексико, а беше пронајден на 26 февруари покрај неговата сопруга Бетси Аракава. Домарот на имотот бил тој што го кренел алармот тој ден, повикувајќи ги службите за итни случаи кога ја видел жената како лежи на подот додека гледал низ прозорецот во куќата. Бетси починала околу една недела пред нејзиниот сопруг, кој можеби не бил свесен за нејзината смрт поради неговата напредна Алцхајмерова болест. Во официјалните документи се наведува: обдукцијата покажа тешка атеросклеротична и хипертензивна кардиоваскуларна болест со поставување на стентови на коронарните артерии и бајпас графтови, како и претходна замена на аортниот залисток. Соопштението продолжува: беа присутни оддалечни инфаркти на биокардот кои го зафатиле слободниот зид на левата комора и септумот кои беа значително големи. Прегледот на мозокот покажа микроскопски наоди за напредна Алцхајмерова болест. Пејачката Весна Џогани секогаш отворено зборувала за приватниот живот, а неодамна ја сподели една од најболните теми – загубата на бебе. Весна призна дека по спонтан абортус западнала во длабока депресија и морала да користи терапија. Бев во голема депресија по губењето на бебето. Пиев многу лекови и не бев способна ништо да работам. Имав тефтер каде што запишував кога каква терапија земам. Додека лежав во болница, гледав и постари и помлади жени како се борат со разни проблеми. Помислев колку ние жените се мачиме со гинеколошки маки, но што е тука е, искрено раскажа Весна. Таа се наврати и на периодот по раѓањето на првото дете. Таман кога ни тргна на работа, јас забременив. Џуле некој време велеше: ајде бе баш сега, по поредувањето многу се сменив и добив нови стравови. Првите 6 месеци имав постпородилна депресија. Епидуралната анестезија многу лошо ја поднесов, бев како ошаматена. Не смеев да гледам ни лево ни десно при возење, само право гледав. Бев многу несреќна, а толку многу го посакував тоа бебе. Ја доев, а солзите ми течеа сами, се присети таа. Каролина Гочева е родена на 28 април 1980 година во Битола. Таа е позната македонска поп пејачка. Честопати е позната и само по името Каролина. Ја започнала музичката кариера во 1991 година со настап на локалното детско шоу и продолжила да учествува во наредните години, добивајќи се со признање за нејзиниот талент. Во 1992 година го издава својот прв детски албум насловен Мамо пушти ме. Потпишува договор со издавачката куќа Авалон Продукција во 2000 година. Дискографијата на Гочева се состои од 9 музички албуми кои што опфаќаат поп, R&B, рок, традиционални фолк и етно, џез и светски музички стилови. Кратко, откако го потпишала договорот со Авалон Продукција, Гочева го издала првиот студиски албум Јас имам песна, кој што ја вклучува песната Немир снимена со Тоше Проески. Нејзиниот втор, трет и четврти студиски албум Зошто сонот има крај, Знаеш колку вредам и Во заборав биле издадени во 2002, 2003 и 2005 последователно, додека нејзините први 5 албуми се претежно во стилот на поп, R&B и рок, под снежните издадени дела Македонско девојче, Македонско девојче 2 и Извор вклучувале елементи од македонската традиционална музика и џез. Оваа промена во звукот води до зголемена популарност, широка прифатеност од публиката и распродадени концерти во Македонија, Србија и Бугарија. Нејзиниот 9ти студиски албум во соработка со Дуке Бојаджиев и Исмел Лумановски, Песни за љубов и копнеш, е издаден на 24 декември 2022 година.
Кај спомен клупата во Дебар Мало посветена на Гуран Стефановски, денеска се одржа настан Гуран е тука по повод 73 години од раѓањето на познатиот драмски автор. На местото каде што во 2019 година беше засаден чинар во негова чест, во триаголниот парк спроти кафеаните Наџак и Ададија, љубителите на театарот, пријателите, семејството и почитувачите на делото на Стефановски се собраа да му одадат почит. Кај спомен клупата посветена на уметникот се одржа уметнички изведби кои потсетија на делото на Стефановски и на неговата трајна вредност за македонската култура. Настанот опфати читање избрани текстови изведени од Саша Димитриевска, Мирјана Трпковска-Костовска и Трајанка Илиева Велич, музички сет на Игор Стефановски, синот на драматургот, пантомима на Дарко Велич, настап на групата Аудио Скопје, живи статуи и учество на пријатели и колеги од театарот.